Ние како граѓани на село Дабиле решивме денес да стапиме во еден протест, бидејќи на патот Дабиле-Берово секојдневно се соочуваме при невременски прилики, се соочуваме со голем горки проблем. А тоа е и самите камери го потврдилат. Сега, ние како местна заедница упативме бајре заедно со подкрепа и барин од општината, од општина Струмица до Министерството за транспорт и врски. Ова барине беше упатено како и петицијата на ден 30.10.2014 година. Сега, од Министерството за транспорт и врски добивме обавестување дека бидејќи они не се надлежни за таа работа, надлежни биле Агенцијата за патишта. Исто така пуштивме барини до Агенцијата за патишта, дојдоа луѓето, одговорија на баренето, дојдоа, видео на лице место проблемот и ни рекоа после 10 дена ќе дојдеме, ќе пуштиме екипа. Дојде една екипа, тука со апарати мереа од далечина околу 100 метри, што било под ингеренција на Агенцијата за патишта. И не задолжија дека за 10 дена ќе почне елаборатот и чекајќи долго време од тоа ништо. Нема одговор. Нема одговор, бидејќи рекоа дека асфалтните бази немат асфалт. Сега, другиот проблем. Ингеренциите на Агенцијата за патишта се знаат они, регионален пат. Тука треба да ги расчистиме тие работи. Ингеренциите на општините се комуналните проблеми. Тоа не е комунален проблем, тоа е проблем не само на граѓаните на село Дабиле, тоа е проблем и на целиот сообраќај, бидејќи тај е регионален пат. Сега, што е во можност? Од општината увеќа дека водата која сега се збира вода ќе биде прекопано каналчето до самиот парк, али прво да се обезбеди услови да прво Агенцијата за патишта да го направи овој дел, што е под нивна ингеренција. Досега ова оште не е ни чепнато, ни видено. Понатаму, како граѓани, мислиме, ние денеска решиме да го блокираме патот, со помош за асистенција на полицијата, ни рекоа дека тоа така не биде. Прво треба да се обавестат медиумите, надлежните институции, па тек после, дали понеделник, дали вторник, среда, ние веќе, ако не се решат овие проблеми в скоро време, ние најаваме блокада на патот, не само село Дабиле, него и другите села кои одат према тај пат. Добро, што ви кажа од Агенција за државни патишта? Што барат од нив? Што барат од нив? Ние баравме патот од Олџина, они дојдеа, мерија со апарати, поставија број. Ние баравме патот дека е ниско, дека се збира водата. Да се постеле. Они увеќаат дека ќе извршат реконструкција. Висината да биде од 30 до 40 см, али до тока, дека се нивните ингеренции. Со тоа увеќе ништо од тоа. И за тоа сакаме да го блокираме патот. Ништо не преземаме. И најгорен случај е, не дај Боже, луѓе починуваат, а патот води до гробиште. Ние мораме, благодарение на комуналец до сега, морам да им се захвалам, дека најмалку 5-6 пати луѓето интервенират, ама ништо од тоа. Џабе. Сакаме да се санира тоа, да се среда. Значи, чекаме прво да почина некој, после да дойдат цистерната, да дојде да измука водата. Значи, тоа е нашата ситуација. Како да децата на училиште и луѓето на гробиште? На работа, да. Мора да ги спрати со кола или со такси да викаме. Тоа е срамно. Исто така смрди. Епидемија, до болести иде. Тоа е за децата лошо. Тоа е, значи, сакаме да се санира тоа, цело тоа. Тоа е апел до... Причината е неископани канали, пропада на асфалту, сакаме това да се санира, да се направа цело. И затова ние сакаме блокада да направаме. Това е тај народ излезен, апел до сите. Ако не се санира, пак ќе блокираме патот. Значи тоа е цела ситуација. Аз сум Митевски.